Почитувани, почнуваме со новото издание на регионалните вести. Освен неисчистените оджаци што се причина број 1 за пожари во зимскиот период, опасност представуваат и неквалитетните полначи за мобилни телефони и лаптоп компјутери. Од почетокот на годината гостиварските пожарникари имале над 30 интервенции, од кои најголемиот дел во објекти. Полначите за мобилни телефони и лаптоп компјутери оставени во штекер може да предизвикаат пожари, предупредуваат пожарникарите. Во гостиварската противпожарна единица интервенирале на неколку такви случаи. Биле избегнати поголеми последици, но оттаму апелираат граѓаните воопшто да не ги оставаат полначите вклучени без надзор. Советуваат и редовно одржување на оџаците, со оглед на тоа што во зимскиот период најчести се пожари предизвикани од неисчистени оџаци. Сите полначи кои за компјутери, за мобилни да не се оставаат вклучени во штекерите затоа што не се толку квалитетни. Имаме такви интервенции од запалени полначи, од полначи па настанали пожар на објектот. Оџаците треба да редовно да се чистат и да се одржаваат, а исто така и при конструкција на оџаците да се внимава во близина на оџаците да не се ставаат греди и летви, така што кога се запали оџакот да не дојде опасност и кровот да се запали. Од почетокот на годинава гостиварските пожарникари интервенирале над 30 пати. Најголемиот дел од пожарите или 21 биле во објекти, додека 12 на отворен простор. Причината е само материјална штета. Ако пожарот се пријави навреме, се спречува можноста за сериозни последици, вели Василевски. Пожарот ако е навреме пријавен, ние брзо интервенираме, пожарите се помали. Ако е не навреме пријавен и се стигнем покасно од пожарите се поголеми, штетите се на материјалните штети се поголеми на објекти. И од запален оџак се запалуваат и чати, и кровни конструкции, и подкровни конструкции и така. Минатата година противпожарната служба на Гостивар гаснела вкупно 273 пожари на поширокото гостиварско подрачје. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Продолжува загрижувачката состојба со загаденоста на воздухот во Тетово со штетните PM10 честички. 5 дена поред концентрацијата на честичките е над дозволената вредност. Поради ова се препорачува децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено. Децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено, а сите други да ги ограничат движењата и активностите во најзагадените зони од градот. Ова е препораката на Министерството за здравство во случај на загадување на воздухот со повисоки концентрации од дозволените на канцерогените PM10 честички во 5 последователни дена, односно кога е надминат прагот на информирање. Тетово овој праг го надмина по кој знае кој пат оваа година, а овој пат е и единствен во Македонија. На интернет страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање, во случај на загадување на воздухот во 5 последователни дена, само декларативно стојат препораките од типот да се користи јавен превоз, да не се користат возилата без поголема потреба, да не се користи за затоплување на просториите прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пластична амбалажа, парчиња гума и синтетички материјал. Загрижувачко е што сите овие досега измерени концентрации се највисоки во Македонија и што Тетово е град со убедливо најмногу денови во годината во кои концентрацијата на честичките е повисока од граничната вредност. Од изминати 52 дена од годинава, 46 дена тетовци дишеле загаден воздух. Колку за подсетување, во интерес на човековото здравје во една година дозволени се само 35 такви дена. Работната единица Паркови и зеленило при јавното комунално претпријатие во Тетово овој период работи на расчистување и хортикултурно уредување на јавните површини во Тетово. Се уредуваат зелените површини, а се садат и цвеќиња.
Овој период полни раце работа имаат вработените во работната единица Паркови и зеленило при ЈКП Тетово. Вработените работат со полна пареа на хортикултурното уредување на зелените површини низ градот. Се расчистуваат јавните површини, а се садат и цвеќиња. Сите активности се насочени кон естетски поубаво и позелено Тетово. Овие работи се моментално во тек, посадени цвеќиња, уредување на површините, локациите пред банки. Од овде ќе се селимо кај Шарена џамија, кај Маторченко и музичко, мислим со вид на цвеќиња, да. А иначе начистено низ целиот град, низ целите површини по градот. И уредување некои грмушки простори што се заостанати како пролетни работи. Свака година, па и ова година таѓа. Меѓутоа, годинава планираме да посадиме поголема количина на цвеќе низ целиот град. Моментално посадуваме цвеќе вишегодишни, па ќе видиме на некои места, на некои што ќе треба само сезонско цвеќе ради тоа што преку лето ќе бидат како што треба, а преку зима нормално ќе гине тоа. Меѓутоа, ние имаме планирано на тие атрактивни места, како што е поатрактивно булеварот и Шарена џамија, некој парк каде што луѓе се одмараат и се осеќаат дека е у парк, али популарно речено дека не доликува на парк ако ние не го уредуваме претходно, нели? Од Паркови и зеленило апелираат до граѓаните да не прават штети на зелените површини и да покажат повеќе свест во заштита и негување на природата. Ние ги молиме сите граѓани, нормално, да претходно цвеќето да не го уништуваат, да не го газат, да не го корнат, да не го... Како прошла година влезот Тетово го направивме неколку букви за преку ноќ ги дигнеа цвеќињата и ден денеска тие останати са таче буквите само со чиста земја. Веројатно не грижа што тоа е државно. Меѓутоа би ги апелирал у моментот да повнимателно низ градот, низ парковите, низ било каде ќе гледа да е култивирано, каде ќе гледа дека е садено, да го третира како своја, не само ова е државно. Не е тоа државно, тоа е наше. Ние сме држава, ние сме луѓе, ние сме за нас тоа го ставаме. Работите за хортикултурно уредување на зелените површини низ градот продолжуваат и наредниот период. Полицијата им поднесе кривични пријави на навивачите на будуćност од Црнагора и Шкендија од Тетово, кои вчера се тепаа на преминот стража. 4 се задржани на лекување. Покрај пукнати глави и скршени раце, навивачите на будуćност од Црна Гора и Шкендија од Тетово, кои вчера се тепаа во близина на планинскиот премин стража, добија и кривични пријави на оние навивачи кои завршија во болница по пресметката. Полицијата им поднесе соодветни поднесоци, па сега ќе треба да одговараат пред институциите. Со кривична пријава за учество во тепачка, која беше поднесена пред Пладнето, вкупно офатени се 14 лица, од кои 11 навивачи од Црнагора и 3 од Тетово. 3 од повредените вчера, а уште еден денес се задржани на лекување. Останатите се идентификувани пошто ја поминаа ноќта во притвор. Текот на денов ќе бидат изведени пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар. Двете групи се сретнале на магистралниот пат Гостивар-Кичево во непосредна близина на Средковскиот мост. Црногорците патувале кон Скопје со цел да ги бодрат ракометарките на будуćност, додека навивачите од Тетово оделе кон Кичево да ги гледаат фудбалерите на Шкендија. Од останатите информации од полицијата издвојуваме дека вчера околу 20 часот 21 годишна државјанка на Албанија е лишена од слобода и протерана поради нелегален престој и забрана за влез во Македонија. Полицијата информира дека во рамките на сообраќајните контроли се проверувало дали возачите управувале под дејство на алкохол. Во рамки на активностите, вчера во утринските часови во Гостивар со акцијата вкупно биле опфатени 17 возачи,
од кои 10 се алкотестирани. Од нив 2 биле алкохолизирани и веднаш се исклучени од сообраќај, а изготвени им се мандатни платни налози, односно ќе се соочат со глоба, која за овој вид прекршок се движи од 225 до 400 евра во денарска противвредност, зависно од степенот на нивната алкохолизираност. Во акцијата откриени се и 3 други прекршоци, 2 управувања без возачка дозвола и 1 истечена регистрација, кои исто така се заокружени со адекватни поднесоци. Овие и другите вакви слични активности се со цел да се обезбеди поголем ред и безбедност на сообраќајот во Гостиварско, односно навреме да се откријат, отстранат и санкционираат сите оние кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и со тоа ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници, се вели во соопштението на СВР Тетово. Вчера околу 16 часот на автопатот Тетово-Гостивар во близина на надвозникот за камењане, патничко возило Volkswagen Туран со гостиварски таблици што го управувал 30-годишникот градец, налетал, удрил и усмртил куче бездомник. Нема повредени во возилото, додека причинетата штета се проценува на 20.000 денари. До вторник на полноќ собранието треба да донесе одлука дали ќе стапи на сила одлуката за распуштање или со договор на 4 најголеми партии ќе се промени одлуката од јануари за негово распуштање и одржување предвремени избори на 24 април. Откако вчера ЕУ и САД објавија проценка дека нема услови за организирање на кредибилни избори за предвидениот датум 24 април и дека датумот останува да го одредат политичките партии, Дуи ретерираше од досегашниот цврст став или избори или криза. Лидерот Али Ахмети по лидерската средба синоќа изјави дека Дуи е во иста линија и комуникација со меѓународната заедница. Ние сметаме дека средбите треба да продолжат и да се постигне компромис и согласност меѓу сите страни за да не дозволиме договорот да пропадне. Од СДСМ од самиот почеток се наставот дека не се создадени услови за фер избори на 24 април, посочувајќи пред се на непрочистениот избирачки список и реформите во медиумите. За сега се уште нема став од ДПА по вчерашната изјава на меѓународната заедница. Лидерот Мендух Тачи на почетокот на месецов изјави дека неговата партија размислува дури и за повлекување од преговорите, со образложение дека ништо не се разговарало за албанците и дека човечки е да ве натераат да подпишете, но човечки е и да признаете дека сте сгрешиле. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вчера не се појави на лидерската средба. Уште пред да биде соопштена проценката на ЕУ и САД, партијата преку координаторот на пратеничката група на собранието Илија Димовски соопшти дека тие ќе одат на избори на 24 април, бидејќи нема ниту еден кредибилен аргумент поврзан со роковите и обврските, како и капацитетите на ДИК, кои зборуваат за тоа дека тие не се подготвени да ги спроведат изборите. Белгискиот експерт и посредник во преговорите за реформи во медиумите Питер Ван Хауте не ја коментира вчерашната одлука на ВМРО ДПМН дека ја прекинува соработката со него и нема да доаѓа на преговорите каде што е тој. Во изјава за Нова, Ван Хауте вели дека преговорите продолжуваат и дека се надева оти се што е договорено во пржина ќе се имплементира. ВМРО ДПМН вчера преку соопштение објави дека нема да соработува со Ван Хауте, поради како што велат неговите навреди кон ВМРО ДПМН и представниците на партијата кои учествуваа во преговорите, како и континуираните омаловажувања кон народот и Република Македонија. 80-годишен старец вчера бил претепан до смрт во бизарна расправија за политика во Мариовското село Маково, пренесува агенцијата Мета. По неколку испиени чашки ракија, тој и 53-годишен соселанец и поранешен осуденик почнале да расправаат оти старецот ја пофалил работата на Јанева и изразил задоволство од гонењето на Милејана Киески и Гордана Јанкуловска. Потоа соговорникот му се нафрлил и го претепал до смрт. Во битолската болница бил однесен жив, но набрзо им подлегнал на повредите. Полицијата го привела осомничениот, пренесува агенцијата Мета. Македонските власти се уште не знаат како да постапат со афганистанците што ни ги врати Србија, кои во моментов се наоѓаат во прифатниот центар на Табановце. Според новите договорени процедури во Брисел, ако овие бегалци се одвоените жаришта во Афганистан, тогаш хрватските и српските власти не требале да ги враќаат назад. Меѓутоа, според некои информации, дел од овие афганистанци се бегалци кои веќе неколку години престојувале во Грција или во други земји во регионот. Можно е тие сега да ја почувствувале шансата за влез во земјите на
ЕУ во Германија и едноставно да се приклучиле во бегалскиот бран. Ако е така, тогаш следниот потек на Македонија треба да биде нивно враќање во Грција, безбедна земја, каде што нема никаква закана за нивниот живот. Според извори во МНР, за сега македонските власти не добиле информација за образложението на хрватските власти за враќање на оваа група бегалци. Такво образложение не е добиено ни од Србија, додека не се расчисти тоа, тие ќе останат во Табановце. Регулаторната комисија за енергетика одлучи од вечерва да ги намали цените на бензините, но цената на дизелот ќе остане непроменета. Малопродажните цени се намалуваат во просек за 2,26%. Цените на Евро Супер 95 и Евро Супер 98 се намалуваат по 3 денари и 1 литар од овие горива ќе чини 55, односно 57 денари. Малопродажната цена на дизелот останува иста и 1 литар Евро дизел гориво ќе чини 41 денар. Новите цени стапуваат на сила вечерва на полноќ и ќе важат следните 2 седмици. Британскиот премиер Дејвид Камерон денеска на парламентот ќе му го представи договорот за реформи на ЕУ со надежда дека ќе добие поддршка за кампања за останување во Унијата. Претходно градоначалникот на Лондон Борис Џонсон им зададе удар на напорите на премиерот, велејќи дека ќе ја поддржи кампањата за излегување на Велика Британија од Европската Унија и покрај договорот постигнат во Брисел. Камерон за договорот доби поддршка од мнозинството од неговиот кабинет. Сепак 6 мина министри, вклучувајќи го и секретарот за правда Майкл Гоуф, рекоа дека ќе го поддржат гласањето за излегување на Велика Британија од ЕУ. Џонсон, кој се смета за популарен кандидат за раководството на конзервативната партија, денеска изјави дека договорот постигнат помеѓу Камерон и челниците на ЕУ во Брисел не ги менува суштинските односи меѓу Унијата и Велика Британија. Камерон пак предупреди дека неговата земја ќе го изгуби влијанието ако ја напушти Унијата. Сириски активисти и провладени медиуми јавуваат дека над 140 луѓе биле убиени во серија експлозии во делови во Сирија, кои се под контрола на владините сили. Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Британија изјави дека околу 60 луѓе, главно цивили, загинале во експлозии на автомобили бомби во градот Хомс во централниот дел на земјата. Неколку часови подоцна се случиле 3 експлозии на еден пазар во Дамаск, при што загинале 80 луѓе. За овие напади одговорноста ја презедува милитантите на Исламската држава. Претходно американскиот државен секретар Џон Кери соопшти дека со Русија била постигната начелна согласност за делумно примирие во сирискиот конфликт. Најмалку 6 лица загинаа за време на престрелка во американската држава Мичиген. Властите соопштија дека вкупно 9 луѓе биле застрелани на 3 различни локации и 2 од нив се во критична здравствена состојба. Полицијата е во потрага на напаѓачот кој пукал од автомобил во движење. Најмалку 20 лица загинаа во разорниот циклон кој го опустоши Фиџи, а властите предупредуваат дека бројот на жртвите би можел да биде поголем со оглед на тоа дека информациите од оддалечените подрачја на оваа островска држава се уште пристигнуваат до нив. Цели села се срамнети со земја на патот, по кој вчера со брзина од дури 325 км на час помина циклонот Винстон. Винстон, најсилниот циклон некогаш забележан во јужната хемисфера, уништи голем број домови, тешко ја оштети инфраструктурата и го принуди населението да побара сигурност во засолништата. Официјалните податоци за бројот на загинатите за кусо време се зголеми од 6 на 20, бидејќи почнаа да пристигнуваат нови податоци од оддалечените подрачја. Денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Утринските температури се движеа од -1 до 7 степени, а дневните од 14 до 19 степени. Утре не очекува прекпладне претежно сончево време со локална облачност, а попладне нестабилно со слаби врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 0 до 6, а дневните од 13 до 17 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.